Само 13 згрижувачки семејства има во Струмица и сите се во роднинска врска со згрижените деца. Ваква е статистиката за згрижувачки семејства во овој регион. Од Центарот за поддршка на згрижувачките семејства при СОС Детско село велат дека има потреба од поголем број на згрижувачки семејства овде, затоа што за децата е особено важно да останат во своите заедници. Ако детето се смести во средина која што му е позната, значи промената полесно ќе ја прифати и ние како стручни лица, нашите заложби се кон тоа да во секој град има згрижувачки семејства кои што можат да понудат својата услуга, нели, и да прифатат дете кој има потреба од сместување и грижа на одреден период секако, затоа што згрижувачките семејства се еден облик на заштита кој е всушност поддршка на биолошките семејства. Целта е да биолошкото семејство ја надмине критичната состојба, кризниот период и по можност детето да се врати повторно во своето семејство доколку има можности. Меѓутоа некогаш згрижувачките семејства пак ја превземаат во целост улогата на биолошките семејства, таму децата растат до своето полнолетство и така натаму. Токму заради потребата од нови и поголем број на згрижувачки семејства се почна и кампања за промоција на згрижувачкото семејство, што ќе се спроведува во 25 градови во државата. Кампањата започна на 1 јуни во Скопје, а денеска се во Валандово. Да, нашата држава може да се пофали со долгогодишно искуство од згрижување и ние во нашата работа се среќаваме со згрижувачи што се по 16, 17 па и повеќе години згрижувачи. Значи во континуитет од моментот кога го примиле првото дете во нивното семејство, тие до ден денес се уште згрижувачи. Меѓутоа, една од причините заради кои што ја правиме оваа кампања и како што спомна колешката е што овие згрижувачи, нели, согласно и времето и нивните подминати години, веќе ќе мора да ја напуштат оваа згрижувачка функција и потребата за згрижувачки семејства на тој начин станува многу поактуелна и поважна во овој период, затоа што нели, и бројот на згрижени децата кои имаат потреба за згрижување не е се уште многу голем, за жал секојдневно тој број се зголемува. Ние и другите центри за поддршка на згрижувачки семејства во државата, тоа сакам да ви спомнам дека покрај СОС Детско село функционираат уште 2 државни центри, а тоа е Центарот за поддршка на згрижувачки семејства 11 октомври во Скопје и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во Домот за доенчиња во Битола. Значи, ние сите заедно работиме на тоа да обезбедиме овие деца да добијат соодветна грижа, меѓутоа бројот на згрижувачките семејства во овој период се уште не е доволен да можеме да одговориме секогаш навремено, соодветно со сместување на детето навремено во згрижувачкото семејство. Постојат повеќе услови што едно семејство треба да ги исполни за да биде згрижувач. Еден од нив е да се материјално и стамбено обезбедени, да се во добра општа здравствена состојба и уште други услови кои што ги определуваат со посебни правилници.